денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Зелено светло за предлог проектот за стратешка инвестиција во ски центарот Попова шапка. Македон Димитровски и Нина Костовска од Тетово добија признание од председателот Стево Пендаровски. Малолетничка се здобила со тешки телесни повреди откако во неа удрил автомобил додека управувала тротинет. На денешната владина седница предлог проектот за стратешка инвестиција во ски центарот Попова шапка доби зелено светло. Инвестицијата со вкупна вредност од 186 милиони евра треба да се реализира почнувајќи од 2023 година. Италијанската компанија Техноалпин е избрана за стратешки инвеститор за ски центарот Попова шапка. Нивниот план за развој, модернизација на постоечките скијачки терени и подобрување на примарната инфраструктура доби зелено светло на денешната владина седница. Инвестицијата со вкупна вредност од 186 милиони евра треба да се реализира почнувајќи од 2023 година во 6 инвестициски фази. Значи инвеститорот е Техноалпин од Италија, најголемиот производител на системот за вештачки снег. И истите имат планирано да го развијат ски центарот. Вкупната инвестиција би била 186 милиони евра. На првата фаза имат предвидено над 50 милиони евра инвестиција. Која што би имала инвестиции во два нови хотели, нови ски стази за скијање, од горната станица лево на поседата Свети Илија, предвидени се нови паркинг места, нови пристапни пати до ски центарот, исто така реновирање на хотел Славија, инвестиција во нов систем за вештачки снег, кој што би го покрива во првата фаза фазите Аеродром, Свети Илија, Ге и Тетекс. Исто така се предвидени и инвестиции во делот на развивање на летната програма во центарот Попова шапка. За почеток на активностите на терен најпрво треба договорот со компанијата да помине и во собранието. Денеска владата го има прогласено за стратешки инвеститорот Техноалпин. После ова следуваат преговорите околу разјаснување на сите точки и објаснување на договорот со стратешкиот партнер и нашата влада, кој што треба да помине на собрание на Република Северна Македонија. Инаку понудата доаѓа од компанија производител на системи за правење снег од Јужен Тирол, Италија. На нивната интернет страница стои дека работи од 1990 година, а има 16 подружници низ светот и повеќе од 600 вработени. Произвеле повеќе од 120.000 снежни топови, но и други компоненти како што се пумпни станици и софтвер, а имаат понуда на гардероба и други додатоци. Председателот Стево Пендаровски денеска го додели признанието Успешни млади за 2021 година. Меѓу нив во категоријата Млад талент. Признание доби Македон Димитровски од Тетово. Додека пак признание за постигнат особен успех за афирмација на инклузијата доби тетовчанката Нина Костовска. Благодарам на председателот Стево Пендаровски на додената награда и ова ќе ми биде мотив во иднина да добијам уште подобри резултати и да ја промовирам Македонија. Поздрав на мајка ми, на мојот татко, на мојата учителка и моите соученици. Ве сакам сите, благодарам уште еднаш.
Сакам да упатам една голема благодарност што ми додадевте оваа награда и за мојот вложен труд што го препознаевте. Она што вистински ме радува е дека помагате во нашата борба. Уште едно големо благодарам за тоа што само така ќе ги победиме на големите болести на денешницата, а тоа се поделбите и предрасудите. Оваа награда се ме поттигне и се ме поткрине да се борам и да се вложувам во самата себе. На свечена академија која се одржа во Тетово, писателот од Албанија Исмаил Кадаре беше прогласен за почесен граѓанин на Тетово. Ова признание му е доделено откако на една од последните седници на Советот на општина Тетово, советниците едногласно ја усвоија оваа предлог одлука. To je čast izvršiti komentar sa дојнеортиот на плот. Досега сум добивал многу признанија, но ова признание е многу посебно бидејќи го добивам од Тетово. Ме радува што слушам убави зборови од читателите, а сега имам можност и да се сретнам со нив. Прв пат доаѓам во Тетово, но писателот секогаш го чувствува тоа во душата и во своите дела. Верувам дека и понатаму ние ќе комуницираме преку моите дела и преку вашите зборови. Им се заблагодарувам на граѓаните на Тетово кои дојдоа овде лично да се сретнат со мене. Светско реноме од Албанија, господин Исмаил Кадаре. Многу сум горд од тоа што сите советници во општината Тетово без поделба на позиција, опозиција и етничка припадност гласеле за овој писател. Има пишано многу книги што се преведени во многу други јазики. Нас као луѓе што живееме во ова општина и во општината, значи е чест да го имаме таков човек прогласен као почесен граѓанин во општина Тетово. Ако, значи, тоа не е наша гордост и требаше одамна тоа да се прави, да се прогласи ваков писател. Представници од Сдруженијето за социјален и културен простор Space од Тетово денеска на пресконференција реагираа на постапката на општина Тетово, со која е сменета бравата од објектот каде што се одвиваат активности на Сдруженијето, со која пак им се дава јасно до знаење дека Сдруженијето треба да го напушти објектот на поранешното радио Тетово, иако има меморандум за соработка со општина Тетово, велат од таму. Откако општина Тетово во вторникот организирала изложба во просториите на Сдруженијето за социјален и културен простор познато како Space од Тетово, кое се наоѓа во објектот на поранешно радио Тетово. Представници од Сдруженијето денеска на пресконференција реагираа дека општина Тетово инсистирала да го има клучот од просториите и самостојно да управува со просторот, плашејќи се да не биде оштетена опремата која ја користат за работа волонтерите од Сдруженијето Space. Тие биле принудени да побараат од организаторите на изложбата да потпишат документ каде што клучот од објектот им е даден од доверба со цел да го вратат по завршување на настанот. Но утрово бравата од вратата на објектот била заменета пошто била известена и полицијата. Драги пријатели, денес се разбудивме и се сочивме со уште еден типичен вандалски чин. Општината во вторник организираше изложба во нашиот простор и поради оваа причина организаторите инсистираа да го имат клучот наводно за управување со делата на уметници. Знајќи, од искуството не сакавме да го направиме ова од многу причини како што е безбедноста на опремата внатре, но и на она што се случи преку ноќ или рано утрово. За да го избегнеме овој чин, бевме принудени да побараме од организаторите на изложба да потпишат документ каде клучот им е даден во доверба и тие се образни, обврзани да го вратат по завршување на документот, додаден и потпишан од Елма Шерифи. Волонтерите отрово се сочија со уште еден типичен чин на вандализам и насилството при што, како што се сомнеавме, беше сменето бравата на влезот.
Веднаш ја известивме полиција за овој случај, додека групата што се представува како општински административци бара од нас да ја остраниме опремата, што апсолутно не го прифаќаме. Инаку, градоначалникот на Тетово, Билјалка Сами, пред известно време на пресконференција соопшти дека добивал поплаки од граѓани за бучава и порнографија во просториите на поранишниот објект на Радио Тетово, кој ги користи Сдруженијето Space, а кои се во надлежност на општината. Од друга страна, активистите од Сдруженијето тогаш изјавија дека се шокирани од оваа длабоко навредлива изјава и дека тоа е клевета. Во продолжение слушнете ги информациите од билтенот на СВР Тетово. Вчера, околу 13 часот на крстосницата на улиците Маршал Тито и Јане Сандански во Тетово. Со судска наредба, полициски службеници на СВР Тетово привеле 44 годишен тетовец за издржување затворска казна во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово, каде набргу бил испроведен. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 12 часот и 25 минути лишиле од слобода две лица од Гостивар, поради сомнение за противправно вселување во станбен објект на улица 18 ноември во Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера пак околу 14 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица ЈНА во Гостивар патничко моторно возило Алфа Ромео со гостиварски регистарски ознаки, управувано 29 годишен гостиварец, удрило во тротинет што го управувала малолетничка од Гостивар. Во несреќата, малолетничката се здобила со тешки телесни повреди констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата, увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера, околу 20 часот во Гостиварско Сенокосе, полициски службеници од СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода две лица од селото, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Подоцна марихуана била пронајдена и при претрес извршен во објектот на едниот од нив во село Сенокосе. По целосно документирање на случајот ќе следуваат соодветни пријави. Од СВР Тетово информираат дека вчера на Тетовско-гостиварското подрачје била спроведена акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 11 до 15 часот спроведоа акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, со која вкупно биле опфатени 10 возила. При контролата откриено и санкционирано било едно возило од Гостивар, кое имало неисправни сопирачки, а санкционирани се и два други видови технички недостатоци. При контролата исто така со соодветни поднесоци била заокружени и 8 други видови сообраќајни прекршоци. До учесниците во јавниот превоз најмногу возачи на автобуси, такси, комбиња. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира навреме да ја проверуваат техничката исправност на возилата и да не ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на нивните патници, да не практикуваат претовар и да водат максимална грижа за патниците што ги превезуваат од самото тргнување па се до крајната дестинација. Покрај тоа се потсетуваат исто така дека веќе е во сила законската обврска за задолжително носење на зимска опрема, особено оние кои се движат кон Стража, Маврово и Попова шапка.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!